Од 5 до 10 интервенции дневно имаат пожарникарите на Кочанската територијална противпожарна единица. Се гаснеа пожари на отворено, но и на помошни земјоделски објекти. Палењето на страништата се најчеста причина за пожарите последниве денови, поттука и интервенциите биле зачестени. Почнувајќи во месец јануари наваму, да речеме, територијалната противпожарна единица има отприлика 43 интервенции. Има еден куриозитет дека во почетокот сите интервенции се вседуваа воглавно на технички интервенции, односно на поплавите. Меѓутоа во последниот период со подобрување на временските услови дојде до појава на пожари на отворен простор, односно со палењето на страништата кај од страна на земјоделците. Во текот на месец февруари територијалната противпожарна единица има досега 27 интервенции. Од нив поголемиот дел 13 се некаде на отворен простор, што значи дека имаме зголемување на бројот на пожарите на отворен простор со тоа што земјоделците, како што споменавме, не преземаат оваа непопуларна агротехничка мерка, што предизвикува оштетување не само на земјоделските површини, туку и загадување на атмосферата. Во изминатите неколку години со помош на инспекторатот од земјоделие и со полициска станица од Кочани, водевме превентивни активности, најверојатно и во текот на овој период ќе ги преземеме истите мерки. Кочанските пожарникари се уште мака мачат со неисчистените оџаци во семејните и колективните стамбени згради, каде што интервенциите исто така се зачестени. Од нова година наваму, ние како територијална противпожарна единица имаме 12 интервенции на објекти, 11 од нив се однесуваат токму на оџаците, односно на димноводите. Само овој последниот што го имавме беше покарактеристичен дека станува збор за запален објект. Често пати се случува во текот на грејната сезона да имаме зголемување на бројот на овие интервенции. Затоа апелираме до граѓаните да си преземат соодветни мерки, односно кога се подобри временските услови, да се изврши едно дополнително прочистување на оџаците како би можело да се превенира, односно да се заштитат првенствено самите себе. Кочанската територијална противпожарна единица наскоро ќе добие ново возило со што возниот парк ќе биде збогатен и за интервенции на планински терен. Во однос на возила, мислам дека го задоволуваме бројот сега за сега. Единствено проблем ни представува намалување на бројот на вработените. Со одлука на влада исто така од дирекција за заштита и спасување веќе имаме добиено едно теренско возило кое што се надам дека во најскоро време ќе можеме да го добиеме кај нас во просториите на територијалната противпожарна единица, кое што и како ќе ни биде корисно, поготово ако станува збор за пожари, не да Боже, меѓутоа на планинскиот регион. Со вселувањето во просториите на старата касарна кај населбата Усова Чешма и условите за работа на Кочанската територијална противпожарна единица се подобрија.